потребната поддршка на лицето и представува утврдување на попреченоста како долготрајна телесна, интелектуална, ментална, сетилна оневозможеност на тоа лице, што во интеракција со различните општествени бариери може да го спречи неговото целосно ефективно учество во општеството. Сега, ние велиме во нашиот амандман да се тргне општ лекар со работно искуство 5 години, а кој ги има поминато часовите на едукација, заради тоа што тоа е работа, покомпетентни се специјалистите, вие рековте дека се во оваа функционална проценка на лицата со попреченост, пристапот во гледањето на работите е поопширен, и точно се гледа на преостанатата работна способност, што од тука и каква поддршка да му се даде, меѓутоа си пукате сами во нога. И на тоа нашите тврдења дека досега дека ова законско решение не треба да оди по скратена постапка, дека треба да биде по редовна постапка, да се убаво разгледа, заради тоа што се побивате сами со себе. И тоа што го образложивте, а и во самиот закон. Во член 10, сега велите дека може, образложението ви беше дека може на општ доктор како стручно лице за проценка на попреченоста, со поминатите тие едукации, фонд на часови од едукацијата, да задира и во делот на специјалностите. Член 10, став 4 вели: докторот по општа медицина од ставот 2.2 на овој член, како лиценцирано стручно лице, кое врши проценка, може да врши само стручна проверка на барањето за проценка и документација согласно член 24 од овој закон. Значи, само на барањето за проценка и документацијата. Значи, сега влеговте во една контрадикторност. Во контрадикторност, значи самиот член ви е во контрадикторност. И понатаму имате во член 23. Во член 23, кај што објаснувате, кога барателот, после пак тој имаме и на овој амандман поднесено на овој член, каде што барателот, ајде да не влегувам во материјата на другиот амандман, меѓутоа морам, значи, кои се ослободени од плаќање партиципација. И сега тука се повикувате на овој член 23, а во член 24, ова е сега општиот лекар, кој му се ингеренциите, во рок од 3 работни дена, од денот на приемот на барањето, од членот 23 од овој закон, овластен административен службеник од Министерството и стручно лице кое врши проценка, кој е доктор на медицина, вработен во Министерството, јавна установа, Завод за рехабилитација деца и младенци Скопје, или во установа која е дел од мрежата на здравствени установи и која е автоматски определен преку информатичкиот систем за проценка за лица со попреченост, од членот 36 од овој закон, вршат формално правна и стручна проверка. Значи, тука докторот, општ лекар, со 5 години искуство, со помината едукација, е изедначен со овластен административен службеник и вели: вршат формално правна и стручна проверка на комплетноста и валидноста на барањето и приложената документација. Може. Меѓутоа, контрадикторни сте. Благодарам.